Почитувани гледачи, добра вечер, 17:10, време за ново издание на емисијата Ваш термин. Со вас сум јас, како ваш домаќин, Виолета Петровска Перич, и мојот денешен соговорник, кој што веќе со мене по студиото, станува збор за доктор Бранко Блажевски, кој што е неврохирург, доктор на науки со докторска дисертација за лумбална дискус хернија. Впрочем, и еве оваа најава ќе ја најави темата со самото тоа, нели, што го представувам мојот соговорник, значи ќе говориме на тема лумбална дискус хернија, слабинска и ишијас. Се надевам дека и овој разговор денес кој што ќе го водиме ќе биде интересен за вас и за сите оние кои што имаат вакви проблеми, ќе се разбира ќе дознаат повеќе информации кои се тие методи кои што доктор Бранко ги применува во третманот на лекувањето на дискус хернијата. Меѓутоа, пред да го поздравам доктор Бранко, ќе пуштиме еден прилог кој што ќе најави на некој начин оваа тема, потоа се враќаме повторно во студио. Веќе 20 години трае процесот на брз развој на техниките на минимално инвазивна хирургија на рбетниот столб. Целта на секоја нова техника е да се најде најкраткиот и најсигурниот пат до болниот процес, без оштетување на околните анатомски структури, и сето тоа да се направи во состојба без болка, со локална, потенцирана или регионална анестезија, односно без примена на општа анестезија. Некои од овие постапки ги користат природните отвори кои ги има во рбетниот столб. Се поминува низ нив без да истите да се оштетат, за да може да се стигне до болниот процес, доколку истиот е сместен подлабоко или дури и во внатрешноста на рбетниот столб. Лумбалната дискус хернија или хернија во слабинскиот дел е причина за предизвикување на силна болка по должината на ногата која кај нас се вика ишијас. Еве сме, почитувани гледачи, повторно назад во студиото. Да го поздравам доктор Бранко. Ви благодарам што повторно одвоивте време да бидете дел од ваш термин, да поразговараме малку и за дискус хернијата и вашите методи. Добра вечер вам и на вашите гледачи. Еве повторно во една емисија која ќе зборува за проблемите, односно заболувањата на рбетот. Тежината на ова, целта на ова предавање, на ова излагање моје ќе биде да се на идните пациенти, сегашните пациенти, да им се предоча сите карактеристики на ова заболување. Меѓутоа и во исто време да им се да се насочат правилно, значи да им се помогне да се насочат правилно, да бидат упатени, да одат да се лечат кај оние специјалисти, доктори кои се специјализирани тесно за оваа област, затоа што најголем број од пациенти, 90% од пациентите се заведени, значи од лица кои се парамедицинари, значи кои не се медицински образовани, кои се самонаречени, самообразовани специјалисти за слабинска лумбална дискус хернија, но во исто време, значи постои голем број на медицинари, значи доктори кои не се фамилиарни со ова заболување, меѓутоа си зеле за право да направат некои краткотрајни усовршувања и да ги усмеруваат пациентите, дури и да ги лечат со некои методи кои апсолутно нема никаква научна основа. Вие во претходната емисија кога говоревме, нели, за друга тема, кажавте дека не е добро многу да се практикуваат тие масажи кога станува збор за дискус хернија. Зошто? Значи, видете, да се пофалиме да не ностоп зборуваме како некој друг испитувал, значи во мојата докторска дисертација имав едно испитување кое беше насочено кон должината на траењето и времето на ова ишијасот, ето така ќе во понатамошното излагање ќе користиме тој термин, од почетокот на заболувањето до решавањето на проблемот, до излекувањето. Доколку тој период е повеќе од една година, значи резултатите од лекувањето стануваат драстично полоши. Затоа, јас сакам да потенцирам дека треба што побрзо, прво, значи, да се диагностифицира заболувањето, да се испрати, значи, пациентот кај оној што е најдобро го познава, а во Македонија се тоа исклучиво и само неврохирузите, за да може да се излекува пациентот во што пократок период. Сето траење на
тоа шетање, применување на некои методи и алтернативни и некои кои имаат некоја медицинска основа, го зголемува периодот на лекување, а последна година, значи драстично се намалуваат добрите резултати од ово излекување. Затоа сакам да дадеме акцент на тој дел од ова заболување, затоа што ова ми се чини единственото заболување во цела медицинска пракса, каде што огромен број на специјалисти се вклучени, а само мал дел од нив имаат некое скоро сите имаат некое базично образование од оваа област, меѓутоа сите модалитети кои се менуваат на дневна база воопшто не ги пратат, така да пациентите се уште лутат и сме некаде останати 50 години назад во однос на другите држави. Значи сепак да внимаваат. Ајде да започнеме на почеток да ни кажете кои се оние специфични карактеристики на ова заболување во однос на останатите заболувања. Значи се работи за заболување на дискот помеѓу пршлените. Така. Значи на овој слайд може да се види, тоа е горниот пршлен, тоа е долниот пршлен, значи тоа е дискот кој се наоѓа меѓу пршлените и кој представува всушност амортизер. Силите кои делуваат на ребетниот столб кај човекот како единка која оди стоечки се огромни. Притисокот врз ребетниот столб е огромен, посебно од притисокот на воздухот. И сега тој диск кој е поставен меѓу пршлените, еве и овде може да се види, значи ова е дискот, еве едниот пршлен, еве другиот, тој представува еден амортизер на сите тие сили и исклучително значен за да може човекот да функционира и да ребетот да ја одржа својата стабилност. Пореметувањето на структурата на дискот води веднаш кон нестабилност и кон проблеми кои ќе го објасниме. Анатомски дискот се состои од два дела, значи тоа е простена структура која нема крвни садови, е врзно ткиво, составено од два дела. Надворешниот дел е еден прстен, наречен анулус фиброзус, значи фиброзен прстен, кој е исклучително моќна и јака структура, составена дури од 9 ламели, значи поединечни слоеви, кои го заокружуваат централниот дел, значи тој латински се вика nucleus pulposus, значи сршта на дискот кој е како харибо бомбона. Значи тој е нестишлив, може после притисокот да се врати пак во првобитна состојба. И цел тој систем, значи кој се наоѓа помеѓу двата пршлени, всушност е еден хидраулички систем, така да се пренесува притисокот од една на друга страна и тоа мора да функционира така. Се разбира, овој дел е подкрепен и од голем број на ленти, значи лигаменти кои го причврстуваат дискот за пршлените и голем број на мускули. И сите тие учествуваат во таа стабилност. Меѓутоа се случува, никој не може да каже зошто доаѓа до заболување на дискот, да заради или преголемото оптоварување, или слабоста на врзното ткиво, или принудни положби на телото, или премногу седење, па помалце движење, зголемена телесна тежина, почнува дискот да, народно да кажам така, да попушта и притисокот од едната, како резултат на притисок, почнува едната страна од дискот да се испакнува. И тука настанува тие просто речено две варијации во заболувањето на дискот, таа дискус хернија. Сега ќе го видиме тоа како изгледа. Две варијации, овие се само за да може вашите гледачи сватите. Значи има уште подврсти, меѓутоа овие се главните. Значи како што гледате овде, значи овој прстен во кој се наоѓа, рековме, го заобиколува средниот дел на дискот, мекиот дел на дискот, на едната страна се испакнал затоа што притисокот е на другата страна и тој е така наречен контейн или на македонски би било некако како диск се уште под контрола. Ова всушност не може да се наречи дека е хернија, затоа што зборот хернија значи дека еден дел од некој орган или дел од телото пропаѓа низ некој отвор. Овде за среќа се уште немаме отвор во анулусот, значи во тој прстен. И втората варијација е кога заради понатамошното трајање на притисокот, заради пропаѓањето на дискот, ние тоа го викаме дегенерација, доаѓа до прскање, до пукање на анулусот на тој прстен и еден дел од нуклеусот, значи испаѓа
надвор, излегува надвор и ги во околината има нервни структури, ќе видиме, и ги иритира, ги притиска тие структури. Тоа се тие главни два вида на дискус хернија, и се тоа мора, оној што тоа го лечи, тоа мора одлично да го разликува и да ги знае, како и подвидовите, меѓутоа да знае и симптоматологијата и како тоа се диагностифицира. Значи, главниот симптом нова е болка во ногата. Значи, таа е строго ограничена во вид на лента. Значи, сега само да потенцираме, дека говориме за дискус хернија во долниот дел, лумбалниот. Да, во слабинскиот дел. Во слабинскиот дел, кој е многу различна во останатите делови рбето, посебно во вратниот дел. Ево овде, значи, може да се види еден шематски приказ, значи како средишниот дел, значи нуклеус пулпозус, излегол, го пробил, значи прстенот, и како што гледате, во негова близина се наоѓа еден нерв, го притиска нерво, ова црвеното значи дека сето ова е во запаление. Ова продуцира болка. И тогаш се јавува таа болка која што се јавува таа болка, и таа болка се протега, значи по должината на нервот. Тие имат и своји осетни гранки, сензибилни гранки, сензитивни гранки, кои оживчуваат региони на ногата. И сега според тоа кај се движи болката, видите, болката е распространета во вид на лента. Значи ние отприлика можеме само на основа на преглед да знаеме веќе на кое ниво се случува. Самото тоа што ќе ви покажат каде се јавува болката, така. Значи тоа мора секој тој што се бави со оваа проблематика, тоа мора да го знае, значи во секое време. Так. На основа на тоа тој треба да предвиди дали се работи за дискусија или нешто друго. Вториот чекор, значи кога веќе пациентот доаѓа со болка која може да биде различна. Така. Значи може да биде од умерена до силна до неиздржлива, после ќе се навратиме на тоа. Значи вториот чекор е да не се превзема никаква терапија, никакво лечење на пациентот додека не видите вие што се случува, а таква метода која ни овозможува да дефинираме на кое ниво се наоѓа дискот, колкав е дискот, каде е насочен, кон која страна, колку го притиска коренот, значи нервот, тоа не го возможува магнетната резонанца. Така. И тоа е златен стандард, и тоа мора, значи секој тој што се бави со оваа проблематика мора да ги знае сите пресеци на магнетната резонанца и да го знае секој милиметар. Тоа се работи вкупно за 2 кубни сантиметри на простор, со многу сложена анатомија и со многу сложени меѓусебни односи. Ево, значи овде се гледа на магнетна резонанца, овде е стомакот, овде е грбот, значи пациентот, ова е, значи, телото на пршленот, овде исто телото на пршленот, горе диск, долу диск, овде има еден диск, меѓутоа се гледа дека во овој каналот, каде што тој се вика спинален или арбетен канал, кај што слегуваат нервите, кои подоцна излегуваат секој во својот отвор и се упатуваат кон ногата, има едно огромно парче скокнато од диск. Тоа е тоа што излегува кој го притиска. И како што гледат, ево имате и овде 3 ленти посебни. Овие се сите тие нерви кои слегуваат од озгора, значи овде немаме работен мозок, значи овие се нерви кои слегуваат од озгора, тие се притиснати, затоа пациентот осеќа речиси константна болка, во зависност од парчето. Може таа болка да се зголемува најчесто при одење. Значи најчесто при движење, затоа што, ево да кажам за тие што се бават со ова работа, значи нервот кога излегува од таа кеса на нерви, тој на 3 места удира на ивица и на 3 места завива. Меѓутоа неговата должина, тој што го створил човекот, ја направил идеална да нема никакви проблеми. Меѓутоа овде сега, значи со тоа парче од диск кое е скокнало, веќе имаме 4-та ивица и тоа не може да го поднеси нерви, затоа почнуваат болки. Тоа се во главном, значи, во кратки црти карактеристиките на заболувањето и сега веќе во оној момент кога ќе биде пациентот упатен на неурохирург и се направи тоа снимање, се утврди величината, големината на дискот, излезеното парче, дали се работи прво кој е типот на хернијата, тогаш ќе преземат методите на лечење кои се исклучува во надлежност на неурохирургија. Морам тука да напоменам и сега ние ќе ги разгледаме. Меѓутоа, пред да продолжиме понатаму да прашам за диагностиката. Кажавте дека мора да се направи
магнетна резонанца. Дали се прави магнетна резонанца на целиот рбет или само на делот во кој што има проблем? Дали е тоа исто многу важно да се знае како функционира целиот рбет? Да, од финансиски аспект, значи да заштедите, така? Значи во оној момент кога ќе дојде кај ви мора да направите детален преглед. Так. Ако пациентот се жали на болки во ногата, вие не можете да побарате од рентгенологот, од радиологот да снима значи и грбниот дел од рбетот и вратниот, затоа што тоа е фрлање пари. Значи вие му назначувате дека се работи за проблем некаде во слабинскиот дел и во тој долниот сакралниот и затоа вие се усмерувате, пишувате на упутот, значи магнетна резонанца на тој ЛС рбет. Така, значи не е толку важно да се сними цел рбет. Не. Воопшто е непотребно. Значи тоа се сфрлање на пари затоа што да нема некоја поврзаност од горе до доле па да не во овој дел, значи во овој дел симптоматологијата на болката, одма ви кажува на кој ниво се наоѓа и обично тоа снимање го покрива тој цел регион, така да не може ништо да ви избега. Обично кога станува збор за вакви поголеми дискус херни, претпоставам дека вие како неурохирург, нели, можеби понекогаш препорачувате да се направи хируршки зафат. Меѓутоа ние овде сме сега да говориме за оние методи за кои што може да се третира ваков проблем и со неинвазивен метод. Значи, ајде да ни кажете како оди тоа. Значи, двата видови на дискус хернија се тотално различни според третманот. Така. Минимално инвазивниот, така. А и отворениот хируршкиот. Сега ќе зборувам, значи прво ќе зборуваме за ова дискус хернија, така наречена под контрола, што е контейн, каде што е одржан, значи анулусот, значи прстенот, надворешниот прстен е одржан и се уште дискот е под контрола. Во досегашната практика, значи се применуваше на метода на отворена, значи хирургија. За жал се уште се применува во Македонија. Каде што, значи вие за да го слободите нервот од овој притисок се прави дупка, значи се прави отворена операција и гледате се прави еден отвор така. Во анулусот за да се влези натре, значи отвор во прстен за да се влези натре и да се намали што повеќе од ова ткиво. Ова е апсолутно застарена работа. Ова е метод кој носи многу големи проблеми, затоа што сите до сегашни методи, а во иднина, значи се стремат кон тоа, сите структури на телото да останат што повеќе интактни или да бидат да не бидат повредени, за да не се превенират понатамошните проблеми. Значи, и јас така сум оперирал порано, тука мора да признам, значи се отвора една дупка во прстенот и од овде со еден метален инструмент се вада парчење, ова цело не може да го извадите, и овој отвор останува за секогаш. Да, не се тука не може никој не може тој да го затвори. А нема да направи некој проблем после тоа? Сега значи имате проблем во тоа што низ тој отвор во зависност колкава величината излегуваат нови парчена. И тогаш значи доаѓате во една незгодна ситуација да мора, на пример, после 2 до 3 месеци, пак да го оперирате пациентот. Ако ви се случи то втор пат, тогаш ќе мора да ставите и измеѓу пршлените едно керамички дел, значи мора да направите фузија, затоа што тоа се оквалификува како веќе дефинитивна нестабилност на тој сегмент. Значи тоа е таа метода која е исфрлена, не се применува во светот. И таа и овие методи што ќе ги напоменам, минимално инвазивните имаат само една цел, значи да се намали притисокот во внатрешноста, значи во срцето, во тој нуклеус пулпозус на дискот, и тоа го прави Македонија веќе ги има година дена и го правам јас и сега ќе му објасниме на гледачите како тоа се прави. Значи една од методите, тоа е првата метода, тие се двете се прават во еден пакет. Така велите две методи за ист проблем? За ист проблем, за овој проблем каде што имаме контейн, значи каде што имаме дискус хернија која е веќе излезена? Не, која е под контрола. Која е под контрола? За ова првата, добро. Значи со танка игла се пробива, еве го, анулусот се пробива, низ таа танка игла влегува оптичко влакно, се приклучува на диоден лазер. И во внатрешноста има температура, ево гледате, значи овде се гледа, во внатрешноста има температура некаде околу 200 целзиусови степени и со таа метода еден дел од внатрешноста од тој нуклеус се претвора во водена парија, затоа што е висока температура и се уништува тој се
распаѓа тој систем хидрауличен на поврзаност внатре, односно тој исто како еден балон, па како кога вие ќе одупнете, тој ќе се истуши, значи ќе нема натре притисок. Тоа е така наречена перкутана лазер диск декомпресија. Ова се работи исклучиво значи во локална анестезија. Значи за да го направите ова, има значи посебни индикации и тие индикации значи мора да бидат строго запазени. Во околината на Македонија има неколку центри кои го работат ова, меѓутоа мора да признам дека голем дел од нашите пациенти што таму се брутално излажани, затоа што тоа е бизнис. И ова метода не се применува кај сите видови на диск-хернија и кај секој диск. Тоа е, значи, таа едната метода. Веднаш по завршување, таа трае некој околу 3 минути, значи се става одредена количина на енергија внатре. Како ќе знаете каде треба да? Тоа се прати, тоа сега ќе ви кажам. Значи тоа се прати на се прави во оперативна сала. Така, тоа сакав да значи, прашам дали вие ќе ви кажам како изгледа сето. Целосно само момент, ќе ви покажам, ќе се вратиме назад. Значи тоа се прати на монитор. Може да се види овде едниот пршлен, може се види другиот пршлен и еве е иглата како слегува. Така. Значи тоа се прати на монитор, се работи во локална анестезија и цело време, значи оној што го работи мора да види, да знае точно кај се наоѓа иглата. Затоа што се работи, прво рековме за висока температура и ова е опасна процедура. Токму поради тоа и ве прашувам. Така, честитам за прашањето. Значи, ево овде на L4, L5 просторот е влезено скоро до почетокот на овде на анулусо и после тоа се прават корекции. Како се случува тоа? Сега ќе ви кажам, значи тоа е се прават корекции, се прати на монитор и се почнува таа процедура, овде излегува оптичкото влакно и таа процедура трае околу 3 минути. Кога ќе се потроши енергијата која му ја ставате вие, му ја давате на лазерот, таа процедура прекинува. После се оди, се продолжуваш со истата процедура, пациентот реков е во локална анестезија. Некој од околните земји ова го права во општа анестезија, што представува вистинска катастрофа. Затоа што вие додека патувате со иглата, мора да знаете каде одите. Ако го погодите нервот, пошто вие влегувате од страна, ако го погодите нервот, тогаш ќе ви сигнализира пациентот дека го боли ногата и вие правите корекција. Тоа што некои во околни наши соседни земји го прави во општа анестезија, тоа е, значи, катастрофа. Тоа или воопшто не се влегува внатре во просторот, а на секој мој пациент добива фотографија од иглата, кај се наоѓа со име и презиме, или тоа е еден авантуризам. Или незнање. Никаде во светот тоа не се прави во општа анестезија. Значи, кога ќе завршиме таа лазерската диск декомпресија, продолжуваме со вториот метод, одма после тоа, а тоа е во останатиот дел од дискусот, гледате овде како има едно испакнување, во останатиот дел од дискусот, со истата таа игла, само што се пропаѓа, како што видовме на рентген снимката, се пропаѓа скоро до крај и се уфрлува една мешавина од гасови, тоа е, значи, кислород и ниска концентрација на озон. Така. И цел тој диск се набива со таа комбинација на гасови, иако просторот не може да прими повеќе од 1 до 2 милилитри, вие мора да дајте минимум 6. А тоа е ваш проблем, затоа се влегува длабоко, јас тоа го научив во Загреб. Се излекува полека иглата и цело време се набива таа мешавина од гасови, за да може цело ткиво на дискот внатре, значи тој анулус, тој нуклеус пулпозус да биде полн со таа мешавина од гасови, така да и еден дел од него да оди и во местото каде што е испакнато. Што прави таа комбинација на гасови? Таа ги уништува протеогликаните, тоа се протеини кои ја држат водата. Кога тие ќе се уништат, ќе се случи едно така наречено собирање на дискот, да не речам и сушење на дискот, и претходната меда се намалува притисокот. Со тоа, ова метода е успешна во 80% од случаите, кај она врста на диск кој е, рековме, контен под контрола, и со тоа се решава проблемот, при тоа не предизвикувајќи никакви проблеми, никакви промени, оштетување на анулусот. Методата, доколку се покажи како неуспешна во тие 20% што остануваат, може пак да се повтори. И тоа е најдобриот метод за решавање на овој вид на диск хернија. Сега малце е поинаку кога се
кога ќе се работи за овој вториот дел, non-contained. Така. Значи, ова претходно би требало да биде третирано со хируршка интервенција. Не, значи вака, сега имаме говорам кога веќе не се применувале вакви методи на лечење кои што вие ги практикувате. Апсолутно, порано се правеше така. Тоа е апсолутно исфрлено во светот, кај нас се уште се применува, меѓутоа, ево, значи јас во институцијата кај што работам, веќе година денес се ги применува минимални инвазивни методи. Некако секогаш кога ќе дојде ред да се подвргнете на некој хируршки зафат, секогаш луѓето имаат страв и што е нормално, бидејќи сепак како што кажавте, сето тоа е поврзано со нервниот систем, може да дојде до некој како да кажам, поголем проблем. Едноставно постои страв кога треба да се направи хируршка интервенција. Кај нас постои една фама дека сите операции на долниот дел, значи на слабинскиот дел на рбетот, носат парализа и тежок инвалидитет. Значи тоа нема никаква основа. Во тој дел нема рбетен мозок и сега таа фама ја шират тие. Тоа е повеќе за горниот дел, за вратот? Не. Значи и кај вратот, значи операциите на вратниот дел на рбетот не се оптоварани со оштетување на рбетниот мозок и со инвалидитет. Меѓутоа операциите на грбниот дел се апсолутно и многу оптеретени со Говориме за средишниот дел? Да, грбот. Така. Значи во тој средишниот дел затоа што таму рбетниот мозок има специфично напајување со крв. Во овој дел не постои рбетен мозок. Добро е ова да го кажеме чисто како информација, бидејќи обично луѓето се плашат кога станува збор за хируршки зафат. Во овој дел не постои рбетен мозок и тука оштетувањата се минимални. Значи не може ништо да се случи, може да се оштети нервот, кој не може да има своја манифестација, значи да има послабо стопало, меѓутоа најчесто има преклопување на нервите, па тоа не се приметува. И сега вака, бидејќи немаме уште многу време, со оглед на тоа дека треба да Само мора да го објаснам овој дел. Ќе го објасните и да ни кажете само уште една работа. Ме интересира ако двата пршлени, односно двете перничиња имаат ист деформитет, дали наеднаш се интервенира за двете? Слободно може, со минимално инвазивниот метода може. Значи кај овој врста на диск поголемиот која излегува надвор, кој го пробил во овој случај, значи не може да примените лазерска метода, затоа што тој систем на хидравличен систем е веќе уништен и тогаш имате. Значи првата метода не оди? Не оди. Значи тогаш можете, ево како изгледа тоа. Значи еве го дискот, ова е оперативен препарат и еве го огромното парче кој излезено надвор, отворете 2 мм, а парчето некаде околу 1 сантим. Значи, во тој случај ви остануваат на располагање два методи. Тоа е отворена хирургија, гледате, влегувате натре со метален инструмент, го вадите тоа, или може да во овој случај да го примените вториот метод на минимал инвазивна, тоа е да ставите там мешавина од гасови, значи кислород и озон, кај оние кои се помали, значи каде што има помал дел излезено од дискот, со цел тој дел што е излезен, заедно со делот натре да се соберат и да се изгуби контактот со нервот. Значи нервот да се слободи од притисок. Успешноста на таа интервенција овде е 40 до 60%. Значи не е 80% како кај тој првиот дел. Тоа се тие методични стојат на располагање. Успешноста на ова операцијата отворената е 87%. Таква успешност не постои кај ниедна друга операција во било која хирургија, тоа е екстремно успешна. И тогаш им се препорача на пациентите само во случај кога е огромно парчето и кога има жестоки болки. Значи тогаш им се препорача со една отворена хирургија. Кај помалите парчења се препорачува, и јас препорачувам барем да се оди со минимал инвазивните методи. Она што вие сега го презентиравте. Добро. Кога веќе еднаш ќе се направат тие методи, дали тука завршува целиот процес, што потоа? Вие мора да го пратите, значи пратите пациентот и после тоа да го усмерите. Ако се работи за отворена хирургија, вие го праќате понатаму. Значи тој би требало 2 месеци воопшто да не прави да не крва со половината и после 2 месеци се праќа на физикална терапија, затоа што во тие 2 месеци може да има ранен рецидив, рано парче да скокне. И се прати пациентот, се зајакнуваат мускулите, затоа што тој сегмент е веќе нестабилен. Сега вие мора да му поможите со зајакнување на мускулите, кој ќе го подкрепа тој дел. И тоа сето што значи тоа зајакнување на мускулите?
Треба некои вежби да практикува. Така е, значи вежби тогаш се праќа на физикална терапија и тогаш колегите од физикална терапија значи имаат специјални таму програми со кои ќе зајакнат мускулите. Тоа се 4 мускули кои се припоени, големи маси, кои ќе го поддржат тој сегмент. Дали веднаш од кога ќе се применат овие две методи, кога станува збори за првиот и за вториот проблем, се губи болката? Не, значи болката ќе се изгуби затоа што вие во истиот момент ќе дајте кога ќе излезете од каналот, ќе дајте тука некој анестетик. Значи тој процес трае некој околу 2 месеци додека сето тоа не се собере. Додека скроз исчезне. Така е, додека не се собере натре дискот, тоа трае околу 2 месеци и за тоа време пациентот се му се кажува како да го држи телото, за да не може да не го иритира повеќе нервот или да зголема притисокот на нервот. Истегнувањето и декомпресивната естензија, каква улога игра во овој процес? Тоа се случува после тоа нешто, како? Видете, тоа е метода каде што телото се извлекува. Идејата на таа метода е, значи, кога ќе се различи дискусите, да се направи некој вакуум и дел од дискот да се врати назад. Морам да потенцирам дека ова метода има многу слаби резултати кога се работи за лумбалниот дел на рбетот, затоа што веднаш после тоа се прави во лежачка позиција, во моментот кога ќе се исправите, ги имате постојано притисокот на воздухот, значи вие не можете цел живот да лежите. Значи таа метода има многу ограничена успешност кај лумбалниот дел, меѓутоа кај вратниот дел ги решава 90% од дискусите. Ево да му покажам на гледачите, ова е многу интересна снимка, значи тоа е едно снимање. Ова е од вратниот дел? Не, ова е од долниот дел. Добро. Значи пациентот кој лежи, значи направена магнетна резонанца, кај што се гледа дека има еден мало дискот кој прави притисок, а тој има огромни болки. Тоа е во лежачка положба. Во лежачка положба. Сега големите центри во светот има магнетна резонанца во стоечка положба или во седечка. Видите што се случува во седечка положба. Значи имате лизгање на цел пршлен. Затоа велам таа метода на екстензија, на истегнување на телото има нема многу голем ефект затоа што вие мора после тоа да се исправите. Веднаш кога ќе се исправите и кога ќе седнете, седењето е најоптоварувачко, вие добивате болка. Значи сега да заклучиме како што ве разбрав. Се применува за вратниот дел? За вратниот дел се применува 90%. За лумбалниот не е пожелно, добро. Така е. Сепак да појасниме до гледачите, бидејќи нели говориме вие, говорам јас, па да не разберат погрешно. Тука сме некаде и уште една има работа што е многу интересна. Тоа е оној дел од докторите кои применуваат една метода која е прилично застапена, меѓутоа според моје мислење и според сегашните методи што се применуваат представува штетна метода. Тоа е така наречените блокади на нервот. Значи, ево како се прави. Значи се стигнува со игла овде до нервот и тука се стават два лекови. Се става еден локален анестетик кој ја прекинува пренесувањето на болката од овде од нервот. Тоа трае 2 до 8 сати, во зависност од тоа како се става анестетикот. Се боцка со игла, се стигна во близината на нервот, и тука се бризгува. Тоа трае 2 до 8 сати, во зависност од анестетикот, и се става кортикостероид кој треба да го намали овај процес, запаленски процес. Тоа е многу штетна метода. Зошто? Сега ќе ви кажам. Затоа што се коси со основниот, базичниот принцип на медицината. Тоа е, значи, доколку имате некој болен процес, некаме патолошки процес, а тој ви сигнализира дека со болка, вие ќе мора да го решите процесот, а не да ја покриете болката. Тоа е катастрофа. Тоа е, значи, јас се сеќам како млад кога учев, значи, зошто таква метода не се применува, например, кога имате расипан зап, имате гноен процес. Па секој ден вие додите на стоматолог и секој ден тој да ви дава анестезија и така да живеете. Не го барате да го решите процесот. Тие што го применуваат тоа, тие не знаат да го решат процесот и му прават на пациентите лоша услуга. Тоа што значи? Тој ќе се ослободи од дел од болката. Пазете, овај дел на нервот до ова проширување на нервот е некако сносливо. Значи таа болка е некаде осмица. Меѓутоа, ако ова парче го притиска овај проширување на нервот, сензитивниот ганглион, таа болка е неиздржлива. Не постои посилна болка. И се вие кога ќе му дадете анестетик и кортикостероид, да биде уште поголема трагедијата, тој кортикостероид делува 3 дена. Иначе би требало да се даде кортикостероид кој делува 30 дена, ама во Македонија тоа не е регистрирано. Значи тоа е една тешка импровизација.
со која пациентот се малце се обезболува, значи нема шанса да изгуби болката. И што се случува? Процесот си траи понатаму, притисокот и понатаму траи. Вие не можете да дајте лек кој ќе го отстрани овој дел од парчето, освен да го извадите механички или да ставите малце озон да го повлечи. И што се случува? Пациентот станува со баљето со нека умерена болка на сопаднато стопало. Затоа што и преку и додека има тој таа помал степен на болка, доаѓа до оштетување на нерво заради притисокот и тогаш доаѓате до инвалидитет. Таа метода нема никакво оправдување и сакам да им потенцирам на гледачите, затоа што таа се применуваше порано кај оние пациенти кои имаа голем број на придружни заболувања, па не можеа да се оперираат. Сега во денешно време со ендоскопската, full ендоскопик, значи комплетно ендоскопската метода, вадењето на овој диск се прави исто од страна, меѓутоа во локална анестезија. И таа метода нема никакво оправдување и да се фалите со таа метода е значи стварно непримерно, затоа што вие му нанесувате голема штета на пациентот. Вие не го решавате процесот, а ја покривате болката. Истата таа метода може да ја направите кога имате запаление на слепото црево. Значи се наоѓа нерво кој стигнува таму, ние го блокирате, процесот си работи, меѓутоа во тој процес може да има смрт. А овде, пошто овој процес кој не може да направи некој големи проблем, освен инвалидитетот, вие можете пациентот да го третирате со месеци. Се разбира, ако е во приватна болница, таму ќе кошта прилично доста пари, ако е во државна, значи никако да не прифаќаат ваква метода. Апсолутно. Значи процесот може да се реши на минимално инвазивно, може да се реши со отворена операција во локална анестезија, тоа исто го правам јас, значи вие мора да го решите да го декомпримирате. Ова парче мора да го нема, за да се ослободи нервот, а не можете вие да му давате ностоп анестетици него. Така. Како за крај само вашата препорака за правилно насочување на оние пациенти кои што имаат ваков проблем, како треба да се лекуваат, накусо и како треба да се одвијат. Значи во моментот кога ќе се осети болка во ногата, значи тоа треба да се оди кај свој матичен доктор. Веднаш да реагираат. Апсолутно. Матичниот доктор треба пациентот да го прегледа, да го установи тоа и да го прати кај единствената специјалност во Македонија, која се бави со таа проблематика професионално веќе 40-50 години. Тоа е неурохирург. Некој знаат повеќе, некој знаат помалку, не е тоа нешто. Така, затоа и постојат прочем така. Така е. И значи неурохирург го прегледува пациентот и на основа на прегледот тој кажува што понатаму да се прави, мора да го диагностифицирате и да го потврдите свое сомнение или да го отфрлите. Меѓутоа, да се оди на физикална терапија без диагностифицирана дискус хернија, а веќе имате, да прекинува вториот ден. Затоа што пациентот не може да издржи, како што кажав, нервот уште едно виткање, пациентот во жестоки болки, вториот ден прекинува со тоа. Да, уште поголеми. Да. Затоа, значи, после тоа, кога ќе се видиш за каков проблем се прави, се разговара со пациентот, се наоѓаат модалитети за третман, се истретира пациентот или може се каже да, ова не е за ова, не е за операција, може да се оди на физикална терапија и вие му кажувате на колегата од физијатар дека пациентот не е за операција, треба да има некои методи за екнување на мускулатурата, истегнување некој. Меѓутоа не можете вие сам да превземите без дозвола, без потврда од неурохирурга дека се работи за такво заболување, затоа што резултатите после тоа се многу лоши. Така. Доктор Бранко, ви благодарам и за ова денешно излагање ваше, за сето она што го кажавте во врска со овој проблем. Се надевам дека нели ќе им биде од корист на нашите гледачи, нели ако имаат ваков проблем, секако да се обратат кај соодветен неурохирург. Секако ако сакаат да се сретнат со вас, ќе побараат ваш контакт број, ќе се слушнат и ќе ве добијат. Ви благодарам уште еднаш, соработката останува, па се надевам некоја следна емисија за нешто друго. Така. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вниманието. Се надевам дека и те бевме корисни. Не следевте до крај. Ако е така, тогаш ќе не следите и за 7 дена во исто време. Оставам во расположение. Имајте добро здравје.